Во иднината нека биде една од овие ставки дека ќе биде поизразена и малку ќе видат страст од мене. Ти си многу итра. И сакам бебиња. Станав, ги фрлив листовите во воздух. Ред си има своја приказна, длабоко во своето постоење, мислам дека црвената боја некаде ме отсликува. Таа љубопитност, таа борбеност, таа страст, љубов и енергија која што ја поседувам. Мина е една многу мирна, тивка и да не речам голем, сватив тоа сега со самиот карантин, голем интроверт. Иако е чудно за повеќе мина дека може да функционира и меѓу многу луѓе, сепак кога ќе се прибере дома, сака да се повлече и да ужива во својата, да не речам самотија, меѓутоа во креирање, во читање книги и да се смее многу. Првата работа која што, да кажеме, пошироката јавност не знае, иако јас делумно само ја имам споделувано на некои периоди кога сум чувствувала слобода тоа да го изразам, е танц. Во иднината нека биде една од овие ставки дека ќе биде поизразена и малку ќе видат страст од мене. Втора работа, сум голем авантуриста. Сакам, пример, имам листа на која што се запишани доста работи, сакам да ги остварам во својот живот како активности. Не знам, еве нека биде една ќе нафрлам во оваа листа, не знам, skydiving. Трета ставка, јас чував едно кученце, се викаше Лука, 9 години и многу си ја сакав, многу се сакавме. Меѓутоа одлучи во еден период пред неколку години самото да се замине. Обично нели кажуваат дека кога им доаѓа тој момент, дека се заменуваат од своите домови, од сопственикот. И сакам бебиња. Има многу работи кои што не се гледаат зад камерите, верувам дека и вие тоа го имате искусено. Имаше еден момент, и веќе ви споделам, конкретно со една позната јавна личност од нашава македонска сцена. Ми се случи еден момент каде што бев многу изнервирана. Таа одредна личност не ми даваше до збор да дојдам. Зборам за соговорник, не за водител. И знам дека цела емисија молчав, што тоа за мене како новинар и водител не се случува. Обично мораш да си погласен во поставувањето на прашањата и во својата намера која што сакаш да добиеш како повратен одговор. И бев толку изнервирана, тоа дури се почувствува на камера, да јас само што заврши емисијата станав, ги фрлив листовите во воздух и реков, јас теја повеќе не сакам да те видам во својот живот. И излегов на штикли бев и се слуша штиклите. Ќе ви кажам сега еден случај. Бев во Србија, леговме, еве да кажеме, тогаш случајно во Гранд продукција, се снимаше некоја си емисија, неважно. И јас од нигде никаде го сретнувам Желјко Самарџич, поминува низ еден ходник и јас велам ќе го фатам. Немам појма што ќе го прашам, но ќе го прашам нешто, нели обични работи од животот. И ми текнува, велам ајде ќе го прашам. Беше расположен за разговори и велам ќе го прашам за приватниот живот, конкретно за љубовта. И го прашувам, велам, дали имате, викам, вие некоја љубов што ја криете, а се случило во Македонија. Желјко Самарџич се обиде да ме изврти толку добро, ама јас бев толку добро подготвена што го слушав до крај и ми кажуваше, па јас Македонија многу ја сакам, Македонија е прекрасна земја, таму има многу луѓе, многу ги сакам. И завршува тој човек со својата изјава и јас му велам, тоа е супер што вие сакате Македонија, меѓутоа вие не ми дадовте конкретен одговор. Имате ли вие љубов во Македонија или не? И тој ми вели, ти си многу итра. Имаше еден момент во Кучани присуствува за мене тогаш доста актуелни Бангладекс. Не знам кој колку ги знае, јас мислел дека се американци, меѓутоа излегува дека се грци. И правеа многу убав жанр на музика и да, тогаш ете, успеав да дам до нив и тоа можеме да кажеме дека беше едно од тие повозбудливи интервјуа. Второто нека биде со фамозното мое Неги Вујчич, кој што не го бадам од своја уста, а трето нека биде со некој од, да кажеме, соседниве звезди, а тоа нека биде подразно, бидејќи секој било
по свое интересно и забавно, бидејќи таа естрада не се споредува со наша. Можам да ви кажам дека имаше еден момент, сега ми текна дека имаме ние соработка со едни наши клиенти за облекување во самата емисија и погрешка сум наместо М сум земала С фармерки, а јас треба да седнам и треба да бидам удобно нели сместена, меѓутоа среќа е таа моја што имав широка, мислам дека беше или дуксер или джемпер, па некако тоа се покри, али бев толку вака легната и морав да се откопчам, не дишев и викам сега јас морам да бидам фамозна, да бидам добра и се да кажам да не дишам, а таму не знаат. И уште еден момент, не знам зошто, веројатно до циркулацијата, меѓутоа ме беам толку мраз стапалата да мислам дека велам само побрзај, ајде следен да прочитам, да кажам и да се заврши цела емисија. Така што цело време има некои случувања зад камерата. Сестра ми исто гледува и е во некој свој свет во кој што еве јас се трудам некако да влезам, ама не сакам тоа да биде дека сум страствена толку многу да сакам да ми е професија или идна одлука нели во тоа како ќе делувам во животот. Добро, јас важам за човек кој што сака да прави луди работи, кога е заљубен. Можам да кажам што знам, еве конкретно нека биде не е нека луда работа, да не се ваквото, да не ви откривам сега се, меѓутоа нека биде Викс, сигурно го знаете, јави се наутро нарече будење, можеби таму се јавам и човекот ме знае дека се јавам те за 10 пати, ама добро. Ти знае дека таму се јавам и сакам да постекам добро утро на некако. Тоа треба секоја жена да го разбере дека совршен маж не постои, колку што ни совршена жена не постои. Сега сум многу сериозна, ама така е жени. Па во потрага претпоставам дека сум. Не знам дали ќе го сретнам воопшто, ама во потрага сум. Најчесто кога им поставував прашање на моите соговорници на крај од самото интервју, знаев да им поставам едно многу подлабоко прашање на кое што морав да ги погледнам длабоко во очи, а гласаше вака: дали си среќен? А ако себе треба да се прашам, мислам дека сега сум навистина да. Не беше лесно, меѓутоа ми е драго каде што се наоѓам сега.